Поголеми плати и пензии за граѓаните, наплив на странски инвестиции и отворање нови работни места, враќање на стари долгови генерирани од претходната влада. Премиерот Христијан Мицкоски ги најави добрите вести за здравствените работници, кои од наредниот месец со декемвриското покачување сега ќе имаат поголем буџет за 15%. До крајот на мандатот на владата премиерот вети дека може да очекуваат и двојно зголемување на платите. До овој април, практично за март, ново покачување на платите на здравствените работници со на ноемвриското, декемвриското практично се зголемија за околу 15%. До крајот на мандатот ќе бидат зголемени 40-50%. Мицкоски најави дека инвестициите во здравството ќе им бидат приоритети во наредниот период. Владата ги скрпи дупките во буџетот на Фондот за здравство, кој сега е наполнет со рекордни 53 милијарди денари. Буџетот во здравството, во Фондот за здравствено осигурување е историски највисок, 53 милијарди, споредено со ние 35 кои што беа во времето на короната, е за 18 милијарди повеќе, за 300 милиона. Од наредниот месец се реализира уште едно покачување на пензиите, односно севкупно со претходното линеарно зголемување се 5000 денари. Зголемување на априлските плати за 7%, владата најави и во образованието. И оваа година, како и претходните години, наставниците ќе си добијат поголема априлска плата за 7%. Но тоа важи и за сите останати вработени во училиштата и во основното и во средното образование. Започна и пролетниот наплив на странски инвестиции. Владата е во преговори со 15 нови инвеститори, најави Мицкоски, а од оваа недела во Штип со полн капацитет се очекува да започне со работа и новиот производствен капацитет на Магна, што ќе придонесе за отворање на нови 500 работни места, инвестиција вредна 50 милиони евра. Со ова Македонија и годинава, како и во 2024 се зацврстува во регионот како дестинација која генерира најголем број странски инвестиции по глава на жител.